Мојата следна гостинка, почитувани гледачи, е пејачка. Ја започна незината кариера на фестивалот Макфест пред 24 години, а изгледа прекрасно, изгледа навистина многу младо, буквално како сега да започала кариерата. Таа е препознатлива по својот поп-рок музички стил. Незините песни, како што се најдобро до сега, Не живам за другите, Црно на бело, Слободна песна, се комбинација на незиниот бунтовен, но исто така и емотивен сензибилитет. Најновата песна незина се вика Има љубов во нас и таа е најава за незиниот нов албум. На моје големо задоволство, Дани Димитровска во Нелен Микс. Дани, добре. Добро ве најдов. Фала ти на поканата и баш ми е мило што сум повторно со вас после неколку години. Да, после таа пауза од корона повторно во ТВ24, навистина ми е многу драго. Честитки за песната Има љубов во нас и навистина е така, Дани, некако имаме љубов се уште во нас. Секако дека има љубов во нас, само имаме подзаборавено или потиснато некаде длабоко, што и не може да кажеме дека сме виновни за истото поради се она што ни се случува наоколу во секојдневието, во домот и општо начинот на живот е многу сменет, насилен и е станато време невреме. Па чинам дека љубовта како таква ја имаме потиснато негде длабоко за да си направиме некои собствени програми како не би се оштетувале во смисла на чувства. Секако дека има љубовта е нашата суштина, таа ни е основна база на која што сме создадени и како суштина е и лек, наједноставниот и најефтиниот лек кој може да ни ги сопре војните во себе и со себе и така да ни даде малце снага, бидејќи љубовта е и животна снага. Да, така. И некако, како што спомна, и ти живееме во време повеќе на апатичност отколку на емпатичност, но твоите песни се некако мотив да љубиме, да бидеме сакани и како што спомна и ти дека таа е непресушен извор на убавото. И ете, моментално го гледам и спотот за твојата нова песна Има љубов во нас, која е најава за твојот нов албум. Но ајде некако повеќе сега за самата песна и за самиот спот да ни раскажеш за соработниците, за како се одвиваше снимањето. Многу е креативен спотот. Да, прекрасен, јас сум навистина среќна. Почнав да соработувам со една исклучителна млада, помлада екипа. Едниот односно режисерот на видеото е Марио Станковиќ, оној што свири на бас во ова видео, он е и мој басист и е со најдолг работен стаж во мојот бенд, веќе мислам околу 13-14 години. Меѓутоа и се занимава, љубов му е овој вид на уметност. Така одлучивме да се опробаме во нешто покрај музиката. Меѓу другото, асистент на режија е Ени Вучидолова и она е исто таа помладата генерација која што е влюбеник во овој вид на уметност и Two Way Forward компанија, тоа е дигитален маркетинг и они се под 30 години, така некако се собра фина екипа која што е задоена со модерните текови, со модерните ефекти, со модерен начин на размислување, но се совпаднавме во идејата да мора да биде символиката на тоа што го пеам прикажано визуелно на видеото и чинам дека завршивме многу добра работа. Да, апсолутно. Нова и по енергија со поголемо искуство, некако си го донесува и резултатот кој што е твојот нов спот. Морам да забележам шминката, многу ми се допаѓа розевото на очите, ти ги истакнува. Да, нашата идеологија за целиот материјал е розевата боја. Има многу интересен момент како дојдовме до таа розева боја, сосема спонтано и од нигде никаде. Со Весна Малинова комунициравме како да го започнеме целиот овој процес во реалност, како да го донесеме и јас си реков, ја имам некоја визија дека тоа треба да биде нешто розево. И она гугла во меѓувреме додека јас раскажувам која е мојата визија и она ми го врти телефонот и ми вика погледни што значи розевата боја. Значи розева и зелена боја била бојата на
бесконечната љубов, на универзалната љубов. Ја навистина не знаев и тогаш бевме сигурни дека зборуваме од срце и дека тоа е вистината. Тоа се некои веројатно инстинкти кои што не водат. Шминката овде е на Бобан, Бобкат. Исто и он е од помладата генерација и со него работам веќе години наназад. Баш убаво. Кога е предвидено да излезе албумот? Ова е најава, нели рековме самата песна, но публиката го очекува, нели? Да, па материјалот не е скроз готов, да речам дека е до некој 60-70%, меѓутоа имаме 3 спремни песни кои што треба да излезат до негде октомври, се надевам. Веќе работиме на второто видео. Треба да снимаме спот во овие најжешки денови, тоа ќе биде навистина предизвик. Го работиме и на англиски јазик. Првичната поставка на целиот материјал беше на англиски, но поради потребата од нашето тло и од нашето говорно подрачје и нашиот код, бидејќи сме овде родени, го правиме и на македонски. Сега, кога ќе биде готово, секогаш кога сум кажала дати, никогаш не излегло така. И имам некој страв да изговарам дати, меѓутоа се надевам таму од 2024 дека ќе заокружиме се ова со концерт и тоа ќе биде добро заокружување на мојата 25 годишна кариера до година. Убав јубилеј ќе биде, здравје Боже. Навистина убаво што кажа дека не е убаво да се врзуваме за дати, затоа што и ти твојот албум и цела досегашна твоја кариера е всушност градена чекор по чекор, постепено. И песните не ти се избрзани само колку да се издаде некоја песна, туку се внимателно бирани, а и твојот тим со кој што соработуваше долгогодишен. Еве со Весна Малинова 23 години соработувате и созревате заедно. Да, екипата ми е од исклучително значење. Мислам дека самиот човек како единка, колку и да направи неверојатни подвизи и да ги достигне најголемите врвови во светот, кога нема со кој да го помножи успехот, мислам дека таму нема среќа. Секогаш ќе трага по нешто повеќе и повеќе, бидејќи сами ние како единки не можеме да го почувствуваме тоа како не знам каков успех, бидејќи се е тоа релативно, кога ќе се помножи среќата со луѓето, кога ќе се разменат насмивките, тоа е уствари тој голем успех по кој сите ние го трагаме во материјалниот свет. Така да екипата ми е многу значајна, не се плашам од неуспеси, секогаш ги имало и секогаш ќе ги има, меѓутоа сепак кога ќе се подели неуспехот со својата екипа, се минимализира. Да, така е. Поделената тага е помала, а поголемата среќа кога се дели е уште поголема. Така како велат. Ти се случило ли, Дани, некогаш да ти се допаѓа песна тебе лично, меѓутоа да си свесна дека кај публиката нема да помине? Па тоа многу често се случува, меѓутоа еве замислувам да пеев тоа што е модерно и што не ми се допаѓа, а знам дека на публиката ќе и се допаѓа. Сега ќе бев сигурно балканска поп-фолк некоја пејачка, така да не сум се водела никогаш по тоа. Секогаш сум ги бирала песните по раката, по тоа што сум вистински јас, бидејќи ако почнам сама себе да се лажам, не ни е блиско. Мислам, нема да достигнеме ништо, така да, сум верувала во своите песни секогаш и секогаш ќе верувам, иако знам дека можеби некои нема да поминат, меѓутоа тоа сум јас. И тоа публиката го препознава и затоа си цената и сакана толку години. Пред 4 години одржа концерт со Симфонискиот оркестар во Филхармонија. Тоа беше навистина многу убав концерт, интимен, некако посебна енергија и посебна душа некако имаше тој концерт. Дали ни подготвуваш нешто друго? Ете спомна дека нешто ни подготвуваш, меѓутоа дали од тој тип или нешто сосем поинакво кога станува збор за концертите? Да, тоа во Филхармонија беше заокружување на 20 годишнината од мојата кариера. И некако следствено не носеше патот дека треба да изгледа така како што изгледаше. Го заокруживме тоа, го оставивме таму кај што му е место пред 4 години.
Сега со камерниот оркестар да кажам дека баш имам убави концерти и секогаш ми е премногу убаво кога има повеќе луѓе на сцена. И тоа задоволство не би си го скратила никогаш. Меѓутоа, во моментов за овој материјал се надевам дека и тој концерт ќе се случи, затоа што како што гледам некако доаѓа поповолна клима за музиката, па тоа е, ете да речам, цел и за окружување на тој материјал. Во каква формација ќе се случи и кога ќе се случи, не знам. Времето е релативно, ќе се случи тогаш кога му е вистинското. Така. Само ти ми требаше твојата прва песна со која што настапи на Макфест. Од тогаш помина многу години, нели 23-4 може да се каже. Што денешната Дани би кажала на тогашната Дани која што започнува во музичките води? Само нежно кон себе. Да, би кажала само нежно кон себе, бидејќи мислам дека, сега генерализирам, секако, меѓутоа се водам од своите искуства, премногу сме самокритични. Како луѓе, премногу си се оштетуваме самите себе, сакајќи да не оштетиме, да не ги оштетиме другите и Сидор не се научи додека не се прифати правиот концепт на спознавање на себе и на тоа како со себе се разговара, мислам дека само ќе се повредуваме повеќе и повеќе. Така да, ова не е само порака кон младата, тоест малата Дани, туку е веројатно и до сите оние генерации кои тек сега се спознаваат. Само нежно кон себе. Да, токму така. Некогаш сме премногу самокритични, не е добро ова или многу се очекува од нас, а не сваќаме дека треба малку и да запреме. Во принцип, ние многу очекуваме од самите себе и секогаш тие очекувања знаат да не зизнат. Поентата е да се научиме да немаме никакви очекувања. Кога би немале очекувања, се што ќе дојде добре дојдено и е озбилна среќа. А се додека имаме очекувања, така, малце. Многу сакаш екстремни спортови, возиш и то така и мотор. Има ли нешто што си сакала да го оствариш, а се уште не си го остварила, или некое место кое што би сакала да го посетиш? Па веројатно тоа се многу работи. Да, сакам екстремни спортови, иако не возам мотор веќе неколку години, но секогаш кога доаѓа вака убаво време и лето, секогаш се вртам на тие звуците од улица. Места секогаш ќе има што нисум ги посетила, би сакала. Ја би сакала целиот свет и сите села и реки да ги посетам на светот, ама колку е тоа возможно не знам. Имам поминато многу, меѓутоа никогаш не е доволно, затоа што има уште премногу места кои треба да се посетат. Сакам да спознавам различни култури, сакам да гледам различни начини на живот и луѓето се тие кои што ме инспирираат. А за работи кои не сум ги направила, не знам. Еве, банджи джампинг не сум направила никад во животов, можеби тоа би сакала. Да, зашто да не. Колку ти е важна енергијата од најблиските или ти ја следат ли најблиските твојата енергија? Да, мислам дека мојата мана и мојата врлина, да речеме, тоа што имам поседувам некоја дива енергија во себе, која што не секогаш и сум способна да ја скротам. Едноставно искача од мене таква каква што е. Мислам дека да, со тоа што колку мене ми ја следат енергијата, толку и јас потпаѓам под нечија енергија, затоа што тоа е еден убав круг кој треба да се движи, треба да вибрира, од него учиме. Така, и ти, Дани, навистина имаш посебна енергија, затоа и толку време си на македонската сцена. Тој рок стил, но исто така тој сензибилитет, твој препознатлив и женственост е некако одлична спојка.
Таков печаток имам јас, а исто така и мои блиски. Еве, кога дојде тука во ТВ24, виде колку луѓето и колегите мои те сакаат. Не, што убаво, да. Ќе доаѓам почесто. Апсолутно слободно. Мило ми е што е така, меѓутоа вистината е дека таква сум тука, таква сум и дома. Можеби затоа не го зимам тоа толку, бидејќи во принцип мислам дека луѓето кои што сакаат да се представат поинаку, се радуваат на тоа што ќе го добијат како очекување. Така да, мене ми е свито убаво, во принцип се радувам на вакви коментари затоа што препознавам и други отворени срца. Да, тоа е убаво. Едни со други да се препознаваме. И убавата енергија да си постои некако да има во било која сфера. Ма да, апсолутно, се друго е веќе вкус. Може некој да не ми ја сака музиката, да не му се свиѓа едноставно рокот како стил, да не го почитува, и се е тоа нормално, се тоа вкусови. Сакам да кажам, немам апсолутно никаков проблем со тоа, се да сме луѓе и се разбира. Така е. Еве, доаѓа лето. Имаш ли некои ангажмани или како ќе опоминеш летото ти? Па имам неколку настапи кои се веќе договорени на нашиве фестивали во Македонија. Прва станица е 30 јуни, тоа е сега наредната недела во Крушево, на Open Air Крушево. Има уште неколку што треба да бидат летово, не ги знам конкретно датите и градовите, но и Скопје ќе биде на почеток на септември. Така да, ако можам да скубнам 4-5 дена за свој кејф, макар и во Дебар, јас ќе бидам среќна, бидејќи можда и не ми е толку битно да сум на море, битно ми е да се одмориш. Па да се одморам, да, не е дека сега сум заморна, уживам во све ова што го правам, но и одморот е секогаш добри ден чисто за себе. Регенерација. Да. Дани, ми спомна дека многу често знаеш и да пишуваш. Колку пишувањето те релаксира? Многу. Го сакам зборот, од секогаш сум го сакала. Не сум била порано некој читач, баш голем фан на читањето, меѓутоа во последниве години баш сум некако се придвижувам натаму, спаѓам во на читачка маса на луѓе. Пишувам, да, ме ослободува. Ги ослободувам јас мислите, ги ставам на компјутер, па он нека се мачи за истото. Ми прави да се чувствувам така послободно и имам, кога ќе напишам неколку страни одеднаш, мислам дека сум празна и дека сега е спремно за нешто ново. И така го чувствувам, тој проток и ми е супер. По дома ме викаат луда, но мене тоа ми е, на еден вид, не знам, лек. Она, апче на среќа. Да, препорачливо е пишување. Дури психолозите, психијатрите препорачуваат дека убаво мислите да се стават на хартија или ете лаптоп помодерно, нели? Кој како сака? Па да, секако дека е, со тоа што како што кажав и претходно, најпрво не се почнува одма со апчиња ако не ви се спие. Не го пробајте да си ги сврлите мислите од себе и ќе си дојде и спиењето. Сепак мислам дека е некоја ментална блокада каде што тие згужвани мисли знаат да направат чорба. Да. Толкму така. Ужива во разговорот. Јас сум твој голем фан, многу ти ги сакам твоите песни и ја слушам секако Има љубов во нас и јас, а така предлагам и да го завршиме и ова издание на Неделен микс со оваа твоја песна. Многу ти благодарам што ни дојде на гост. Фала и на тебе, фала на сите драги луѓе таму пред компјутерите. Фала што поддржувате македонска музика, фала што постоиш како емисија и се надевам дека взаемно и во иднина ќе работиме на подигнување на вредноста на истата. Така ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, со музика го завршуваме новиот Неделен микс со новата песна од Дани Има љубов во нас. Сакајте се, бидете сакани и уживете во многу љубов и овој викенд, а ние се гледаме веќе следниот на Нели ТВ24 и повторно во неделниот микс. Пријатно.
Сакам и ти да најдеш мир, да не се плашиш, дали можеш да преживееш. Иди му лек на овој свет. Има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас. Се смееме и плачеме, сами сме причина за доверба, за добар ден. Разбуди се, погледни ме, ти можеш вистински да ставиш крај на војните. Иди му лек на овој свет. Има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас. Има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов секој од нас. Има љубов во нас, има љубов во нас. Има љубов во нас.